Како да ја помогнете на личност која страда од депресија? Депресијата е комплексна ментална болест која е многу повеќе од краткотрајна тага. Беспомошност, потиштеност, безволност, самокритичност, безиницијативност, повлеченост. Чувства на безнадежност, тага и вина, намалена концентрација, губење на чувството за задоволство и интерес, социјална изолираност, ниска енергија, промена во апетитот и телесна тежина. Симптомите на депресијата и нивниот интензитет варираат од лице во лице. Терминот депресија честопати се користи погрешно, односно за да се опише ментално лошо расположение. Неретко може да слушнете како некои личности се жалат дека се во депресија, само поради тоа што се растажиле за одредена случка или едноставно се разбудили истоштени и со ниска енергија. Депресијата е многу посериозна отколку што многумина си замислуваат. Тоа е состојба од која не се излегува преку ноќ и која не се надминува со охрабрувачко тапкање по грбот. Депресијата го засега секој аспект од животот на личноста, но предизвикува страдање и кај низините блиски. Воопшто не е лесно да гледате како пред очите блиска личност губи интерес за работите кои претходно ја устрекувале и како безволно лежи хранејќи и песимистичките мисли. Доколку вашата блиска личност страда од депресија, вашата вклученост во процесот на лекување може да биде од клучно значење за брзо оправување. Се два поларитета некако. Корелацијата е, бидејќи е тоа многу интензивна емоција, она чувство на што го зборував претходно, на бес, на љутина, која има излез на надвор или ретрофлектирано на внатре. Ако сето тоа го задржиме внатре, ние себе си, на својот организам го правиме истото што не сме можеле да го направиме на околината која ни предизвикала такви чувства. Така да себе си се камшикуваме, во наводници, себе си се камшикуваме, себе си се омаловажуваме, себе си се критикуваме, себе си се срамиме, себе си правиме чувство на вина, самоподршката буквално да не постои во нас самите, се подценуваме, се доживуваме инфериорно, така да она што агресорот ни го прави нас, ние со овој механизам си го правиме самите себе си. Така да со такво доживување личноста е во голем конфликт, буквално е расцепена во голем конфликт со себе, расцепена е на некој кој на дел, мислам, ние сме единствени, ова само за да биде појасно, се делиме себе си, границата наша е навнатре сме целите, така да себе се делиме на два дела, на дел кој постојано критикува и камшикува и дел кој се чувствува кога некој ве камшикува и ве критикува. Така, значи тоа е процес, психолошки процес, несвесен психолошки механизам, кој самите си го правиме, а доживувањето е многу непријатно, многу болно. Симптомите кои клиентите ги опишуваат е безволност, немање на чувство на сигурност, незаинтересираност за ништо, ирационално гледање на работите, оно што рационално го имаат, не го перцепираат. Не им е ни битно рационално, они знаат дека рационално имаат доживување како треба, ама на ниво на емоции страда волјата, немаат волја да излезат од таа ситуација, така да на депресивна личност колку рационално да и се објаснува одредени работи, нема никаков ефект, бидејќи таа личност рационално ги знае тие работи, само нема енергија. Целата ментална енергија, она што претходно го зборевме, целата ментална енергија е навнатре и се троши за само обезвреднување, за само камшикување, за само обвинување, така да немаме, не ни останува ментална енергија за да излеземе од таа состојба на надвор и да реално ги погледнеме работите и да тргнеме во акција и да се дефокусираме. Значи, цела ментална енергија се троши тука, многу енергија оди тука, не ни останува и тие личности најчесто се жалат на преголем замор, затоа што овде динамиката е многу бурна, немаат, уморни се, не може да спијат,
не се заинтересирани за својот надворешен изглед, апетитот е намален. Така да, све што е она ментална енергија е навнатре. Изолирани се, социјално се повлекуваат, значи се во својата кутија и немаат енергија за надворешни активности. Сега, оно што психотерапијата треба да го направи, да ја помогне на личноста оваа енергија да почне полека да излегува на надвор, да се разработи, прво да стане свесна личноста, бидејќи ова се многу длабоко несвесни механизми, да стане свесна личноста што си прави, колку лошо себе си прави. И во процесот на психотерапија со одредена свесност која ја учи да почне да ги препознава патолошките механизми кои себе си ги прави, а со тоа и на својата околина, на своите блиски. И во тој процес на психотерапија кој е баш процес, и затоа е многу индивидуално колку ќе трае, да полека таа ментална енергија почне да се троши на надвор и да личноста излезе од себе, излезе од својата кутија и да почне нормално да функционира во својот живот. Ево како можете да ја помогнете на депресивната личност. Прифатете дека депресијата е сериозна болест и не ја игнорирајте. Депресијата не исчезнува сама од себе и треба да ја прифатите како сериозна ментална болест, а не како привремена состојба која времето ја лекува. Никогаш не треба да настапувате со стравот. Не се загрижувај. И јас лани бев неколку дена депресивна, па ми помина. Или, ајде доста е само жалување, ти си силна, ќе помине, само не мисли на тоа, времето лечи се. Убедете ја личноста дека ја е потребна стручна помош. Многу жртви одрекуваат дека страдат од депресија и одбиваат било каква стручна помош. На нашите простори посетата на психијатар се прифаќа со голема негативност. Но вие морате да настојувате. Не заборавајте дека вие не сте замена за психијатар. Објаснете и на личноста на која сакате да ја помогнете дека заслужува да ја се чувствува подобро и дека депресијата треба да биде лекувана од стручно лице. Информирајте се. Колку повеќе знаете, толку повеќе можете да помогнете. Многу е важно да ги разберете симптомите на депресијата за да имате представа низ што точно минуваат депресивните лица. Информирајте се за причините кои водат до депресија, како и за различните начини на лекување. Бидете на нивна страна и не ги осудувајте или критикувајте. Луѓето кои страдат од депресија често се престроги кон себе. Па ако сакате да помогнете, не давајте конструктивни критики и не ги посочувајте нивните грешки. Тоа може да им го засили самокритичното мислење и да им ја намали самопочита, што само ќе ја влоши состојбата. Сослушајте ја личноста, наместо да ја затрпувате со совети. Ако личноста која страда од депресија одлучи да започне отворен разговор, ваша задача е да сослушате. Дури да ги слушате истите зборови по 100 пат. Бидете нејзиното рамо за плачење и покажувајте сочувство. Многу е важно да се чувствува таа личност ислушана и да знае дека нејзините чувства ви се важни. Не давајте совети како само насмевни се или мисли позитивно. Патете ја за рака и едноставно бидете таму за неа. Слушањето и покажувањето разбирање се мокна алатка во процесот на лекување. Зачувајте го оптимистичкиот став и не ги поддржувајте нејзините песимистички изјави. Песимистичките мисли се симптом на депресијата, а вие не смеете да се согласувате со негативните погледи на личноста покрај вас. Зачувајте ја реалната слика и постојано разгорувајте ја надежда дека ситуацијата ќе се подобри. Укажувајте на позитивните нешта кои се случуваат околу нив, затоа што депресивните личности се спречени сами да ги видат. За депресивната личност иднината најчесто е мрачна и празна, затоа зборувајте за позитивната страна на животот. Па тоа е само една наша емоција на која на некои ја мистифицираме најчесто и даваме многу, исто како и на поимот агресија, многу негативна конотација, а се работи за само една човечка емоција која сите ние ја имаме, почнувајќи од она новороденче од неколку недели, бидејќи во нормалниот психолошки развој кај детето има фази на психолошкиот развој, каде што има и депресивна фаза која детето ја надминува, значи тоа е во нормалниот психолошки развој. Така да тоа е емоција со која ние се раѓаме и ако ја доживеме како само една наша емоција, меѓу сите палета на сите што ги имаме, нема да ја мистифицираме и нема да ја лепиме како етикета на себе, туку ќе бидеме свесни дека се работи за една емоција, бидејќи е многу честа
бидејќи е многу човечка и се појавува во различни ситуации и токму затоа она што претходно го објаснував, треба многу внимателно да се дијагностицира дали се работи за депресија или се работи за симптом на нешто друго. Бидејќи при обична ситуација, при нешто што денеска не растревожило, природно е да се почувствуваме тажни, нерасположени и резултатот е тоа најчесто јас сум депресивна. Тоа е само чувство на нерасположеност, тага, краткотрајно трае. Фокусот после тоа, ако ми се сврти на нешто друго, веќе сме во некоја друга емоција. Така да има разни видови на... Значи, ако ја доживееме само како една наша емоција, многу полесно ќе ја разбереме. И сега има разни видови на депресија. Во секојдневието сите ние ја чувствуваме депресијата во вид на нерасположение, на тага. Тука е малку неблагодарно да се крсти јас сум депресивна. Поедноставно е ако сме во контакт со себе, јас сум тажна или нерасположена, бидејќи сме многу склони да си лепиме етикети. Кога се работи за дијагностицирање на депресија, опрезноста е битна затоа што може да биде од многу како симптом на многу други болести. Една обична, најбанална медицинска интервенција природно е да се почувствувате тажни, безпомошни. Тоа не значи дека сте депресивни. Тоа е природна реакција на организмот. Кога се збори за депресија, за класификација на какви типови депресија има, тука одат оние главните поделби на органска, невротска, ендогена депресија, каде што има секако многу подтипови, сега не би сакала, бидејќи ова сепак образовна емисија. Затоа треба многу внимателно да се, ако се работи, депресијата може да биде симптом на многу органски заболувања, така да треба да се направат сериозни испитувања за да се даде таа дијагноза. Значи, може да се јави во многу состојби како симптом, не како базична состојба, него само како пропратен симптом. Ако се работи за една реактивна депресија, самиот збор кажува, реакција на нешто е многу нормална и природна човечка особина. Ако ние се наоѓаме под одреден стрес, под одредена загуба, нешто што ни се случило непријатно, значи реакција на тоа е тага, во моментот повлекување во себе, потреба да бидеме сами. Значи, има реакција на, пак е симптом, реакција на ситуационо нешто што ни се случило. Ако таа реакција трае пролонгирано, ако стресот во нашиот живот трае континуирано, пролонгирано, таа реактивна депресија може да прерасне во класична психоневроза или депресивна невроза, мислам како сакате. Така да во таква ситуација клиничката слика станува многу посериозна, бидејќи веќе депресијата не е само симптом. Туку личноста вистински страда, пати, се изолира комплетно од социјалното живење, нема енергија, енергијата е навнатре, нема енергија да побара помош, најчесто семејниот систем го прави тоа, семејството приметува дека нешто се случува со таа личност, така да таа пролонгирана состојба на депресија треба многу сериозно да се свати и да не се остави ќе и помине, бидејќи нити е хумано, нити е етички, нити ќе и помине на личноста, ако не се превземе нешто. За невротска депресија избор на терапија е психотерапија во комбинација со медикаментозна терапија. Пак тимска работа, тука е многу битна, соработката меѓу психотерапевтот и психијатарот. Секако дека има помош во вакви ситуации, колку побрзо личноста или семејниот систем ја препознае, го препознае својот член дека нешто се менува со него, дека од една личност која била активна, која била социјално активна на сите полиња се повлекува
не води сметка за својот надворешен изглед, нема никаков интерес, нема волја, нема среќа, има една индиферентна тажна, има тага, има чувство на бесмисленост, една екзистенцијална криза на бесмисленост на постоење. Колку побрзо го препознае тоа самата личност или членови кои живеат, толку побрзо може да и се помогне на таа личност. Колку подлабоко и подолготрајно тоне во таа состојба, толку секако логично е дека потешко може да излезе. Или ако само се иде на медикаментозна терапија, личноста може да се врзе за лекот, психолошки или физиолошки да развие зависност од лекот. Така да затоа велам, комбинацијата на психотерапија со медикаментозна терапија и добра тимска соработка меѓу професионалците е најправилниот избор за третирање на депресивната неуроза. Сега кога збориме за ендогените депресии, кои спаѓаат во доменот на психијатријата, кои спаѓаат во доменот на душевните расстройства, кои се многу сериозна состојба. Тука секако првенствено прв избор е медикаментозната терапија, во некои случаи и хоспитализација, бидејќи постои можност за суицид, за самоубиство, размислување или реализирање, така да во такви потешки ситуации потребна е хоспитализација, наблюдување, сериозна медикаментозна терапија, социотерапија, психотерапија и све што во тие полиња се случува. Како и да е, секое депресијата треба да се свати сериозно. И секое наговестување и на шала за размислување за суицид треба да се свати сериозно. Затоа што може би личноста и не сакајки може да си го одземе животот. Без намера, наговестувањето, дали професионалецот ќе го слушне, ќе го види, или семејството, она што е битно да не се игнорира. Да се свати многу сериозно, бидејќи никогаш не знаеме дали ќе се реализира или не. Праксата го покажала тоа. Не плашете се да ја прашате дали има самоубиствени мисли. Ризикот од самоубиство е поголем кај лицата кои страдат од депресија. А ако личноста е во тешка депресија, внимателно наблюдувајте дали некои знаци укажуваат на суицидни мисли. Искажете ја вашата загриженост и прашете ја дали некогаш помислата да се повреди себе им стои негдека во паметот. Доколку нешто во незиниот одговор ги потврди вашите сомнежи, веднаш побарете професионална помош. Времето е од клучно значење. Дајте им ја својата љубов и поддршка. Депресивните личности се чувствуваат безнадежно и често треба да бидат потсетувани дека некој се грижи за нив. Гушнете ја личноста на која сакате да ја помогнете, затоа што топлиот нежен физички контакт е многу важен. Кажете и дека ја сакате и дека сте тука за неа, со цел да ја покажете дека некој се грижи. Истражувањата покажуваат дека депресивните личности кои имаат силна поддршка од семејството и пријателите побрзо излегуваат од депресијата отколку оние кои немаат подкрепа. Понудете и практична помош. Личностите кои страдат од депресија не се мрзеливи, но нивната состојба може да придонесе да чувствуваат тешкотии при справувањето со секојдневните задачи, како плаќање на сметки, пазарување, грижа за децата. Превземете дел од врските на личноста на која сакате да ја помогнете. Практичната помош може многу да значи. Мотивирајте ја да ви се придружи во вежбањето или пешачењето. Истражувањата покажуваат дека едно од најдобрите оружја во борбата против депресијата е вежбањето. Загубата на енергија е една од карактеристиките на депресијата, а вежбањето ја враќа не само енергијата, туку и чувството на контрола врз сопственото тело. Охрабрете ја и мотивирајте ја личноста да ви се придружи во прошетката или на тренингот во најблискиот парк. Свежиот воздух и промената на глетката многу ќе ја помогнат. Исто така, ендорфините кои се зголемуваат со вежбањето секогаш помагаат за подобро расположение, а вашата покана ќе ја покаже дека се грижите за неа. Станете и партнер во лекувањето. Лекарствата и психотерапијата се клучни за лекување на депресијата. Па помогнете ја да ги зема препишаните лекови и редовно да присуствува на средбите со психијатар. Придржувајте ја до лекарскиот кабинет. На почетокот антидепресивите можат не само да не ја подобрат состојбата, туку и да предизвикаат негативни ефекти. Во овој период потребно е да охрабрувате да не се откажува. Подржувајте ја оптимистички изјавата, ќе биде подобро.
Не се дистанцирајте од неа. Луѓето најчесто се откажуваат од активното учество во борбата со депресијата, затоа што понекогаш битките траат многу подолго отколку што очекувале. Подгответе се за долго патување. Наоружете се со трпение и не се оддалечувајте од депресивната личност. Низи е потребна поддршка. Поверете ја дека во вас има стабилна потпора. И што е најважно, грижите се за себе. Доколку живеете со депресивна личност, може целосно да се преокупирате со грижата за неа, па да го занемарите собственото здравје. За да имате сила да помагате, мора прво вие да сте емотивно и психички стабилни. Пак зависи за која депресија збориме. Ако се работи за реактивна депресија, за невротска депресија или за симптоматска депресија, ако се третира главниот извор, секако дека личноста може да функционира во одредени ситуации и каде што имаме реактивна депресија, доволна и психотерапијата многу помага и е избор за таков тип на депресија и како може личноста да се извлече со професионална помош, да функционира во својот живот. Сега, ние во животот немаме гаранција за ништо. Бидејќи животот по динамиката е таков каков што е, во која следна ситуација ќе реагираме така, многу е човечки и да реагираме, бидејќи го имаме тој дел во нас. Така да никој од нас не е имун и во секое време од нула додека трае нашиот живот може да влеземе во состојба на некаков тип на депресија. Особено кога имаме загуба на блиска личност, кој е прв фактор, загуба на нешто што нас не е многу битно, екзистенцијална загуба, така да никој од нас на оваа планета не е имун и токму ради тоа треба да се свати сериозно, да се приде многу хумано и многу етички кон таа личност, затоа што сите можеме да се најдеме во таква ситуација во секое време, значи нема правило, нема вакцина, нема гаранција дека некоја личност е заштитена од таа непријатна состојба на самооптужување, на невреднување на себе си, на повлекување, на тага, на бесмисленост и на се она што го носи депресијата. Писателите и менталните институции. Знаете ли кои од писателите на вистина престојувале во ментална институција? Во 1945 година, по неговото апсење во Италија, Езра Паунд бил префрлен во САД, каде веднаш бил сместен во болницата Сент Елизабет. Му била диагностицирана шизофренија и таму останал 13 години. За време на престојот во болницата, тој работел на преводите на делата на Софокле. Паунд бил релативно среќен таму, но неговите пријатели се обиделе да го извадат во 1954. Во 1958 година, судот одлучил дека тој повеќе не треба да биде затворен и Паунд бил слободен. Секако, ако имале несреќа да живеат подолго трајно со депресивен родител, едноставно за нив тоа постанува природна средина. Така да они го учат тоа однесување, веќе се предиспонирани, веќе се научени, веќе е нешто што за нив е природно, да и они на некој начин, затоа што има и депресија која е скриена депресија, да влезат можеби не латентно да се депресивни, ама во себе, ако се направи професионален контакт со тие членови од семејството, ќе се најдете како депресивни елементи, затоа што живеењето во една таква средина, едноставно тоа е нашето искуство. Ако немаме друго искуство, ако е нашето базично искуство со депресивен родител, каде што нема радост, нема смеа, нема смисол, каде што е све тешко, напорно, затоа што еве сами приметите кога во една просторија ќе влезе депресивна особа, како енергијата некако се менува, како расположението на луѓето се намалува,
спласнува живоста, веселоста, така да ако имаме несреќа да живееме во таков семеен систем, секако дека делува на нас. Кога Фридрих Ниче ги изгубил нервите во 1889 година, тој праќал кратки, безсмислени писма до неговите пријатели. Тие го сместиле во ментална клиника на период од 1 година, каде докторите се обиделе да го излечат. Се претпоставува дека тој имал биполарно нарушување, но точната дијагноза се уште не е позната. Менталната болест на Силвија Плат била дискутирана и документирана многу, дури од страна на самата поетеса. Плат била клинички депримирана по големиот дел од животот. Таа примала терапија со електрошокови од 1953 година. По еден месец таа се обидела да си го одземе животот и наскоро била сместена во ментална институција, каде ги поминала следните 6 месеци. Конечно, депресијата на Плат ќе биде причина за нејзината смрт. Ен Секстон била во и надвор од менталните институции поголем дел од нејзиниот живот. Таа имала самоубиствени мисли и се запознала со поезијата како предлог за терапија од еден доктор. Како и Плат, поради депресијата, Секстон подоцна си го одземала животот. Тука би било наедноставно оној човечки пристап и она доверба да пробаме да личноста која страда, дали е во нашиот семеен систем или е во нашето професионално окружување, да стекне доверба. Тоа би било првиот чекор и многу тераписки чекор, да почне да има доверба кон одредена личност, да почне да зборува. Со тоа што со самото зборување веќе тој апел за помош веќе го дава, веќе покажува знаци дека дели со одредена личност нешто, така да можеме многу при тоа градење на доверба, на делење на нешто многу интимно, многу лично, ќе биде многу поприемчива таа личност и кога ќе понудиме колку можеме самите да ја помогнеме или кога треба професионално да значи доволно е само да има доверба во нас, да ја слушаме, бидејќи секакво рационално негирање од типот така ти се чини, имаш ова, имаш она, не функционира, бидејќи кај депресивците они апсолутно знаат. Не е проблемот во интелектуалното разбирање, во рационалното разбирање на работите. Проблемот е во емоционалното, немање емоционална енергија да излезе од тоа. Така да оној човечки пристап е за почеток многу битен и може и да помогне. Во доцните тинејџерски години, родителите на Пауло Коелјо го пратиле идниот писател во ментална институција. Кога избегал, тие го вратиле назад. Тој избегал уште 2 пати пред да биде пуштен на возраст од 20 години. За искуството, тој напишал: "Причините во медицинските документи се банални. Пишуваше дека сум изолиран и мизерен на училиште. Не бев луд, туку бев 17 годишно момче кое многу сакаше да стане писател. Бидејќи никој не го разбираше ова, бев затворен во ментална институција со месеци, каде бев хранет со таблети за смирување. Си ветев дека некогаш ќе пишувам за ова искуство, со цел младите луѓе да разберат дека мора да се бориме за нашите сништа, уште од најраните фази на животот." Како некој од останатите поети на листот, Роберт Лоуел страдал од биполарно нарушување голем дел од животот и бил хоспитализиран повеќе пати. Неговите искуства се пресликуваат во некои од неговите најпознати поеми. Заразна секако не е. Ама обично во така група, она што го зборевме претходно, бидејќи сите ние го имаме тој дел во нас, кога ќе се соочиме со личности кои е видливо, доаѓаме и со нашата депресија во контакт. И
самите доживуваме непријатно чувство, така да никој не сака да се чувствува непријатно. Значи, на себе си се спасуваме свесно или несвесно, бидејќи кај нас ја провоцира нашата депресија, тага и све она што го имаме ние како луѓе. Така да многу од нас свесно сакаат да излезат од тоа, што е многу човечки и природно, не сакаат да дојдат во контакт ни со своите тажни содржини, бидејќи се непријатно е. Не е секој спремен да работи на себе и да ги истражува, бидејќи може да помине низ многу болни емоции. Резултатот е секако позитивен, ама патот, процесот може да биде и непријатен, така да не вообичаено е да во просторија со 10 луѓе останат еден или двајца кои ќе бидат приемчиви за личноста која е изолирана, повлечена и малку е поинаква од другите. Не е интересна, не е забавна. Депресијата е заразна. Сите ние понекогаш во животот се среќаваме со луѓе кои се вечно меланхолични, депресивни и кои немаат волја за ништо. Без оглед на нашето расположение можеме да почувствуваме дека нивното присуство врз нас делува многу негативно, а научниците објаснуваат дека тоа се случува зашто депресијата всушност е заразна болест. Најлошо е ако секојдневно сме изложени на присуство на такви луѓе, без оглед дали таа личност е нашиот партнер, пријател или цимер. Дури ако вие сте среќни и весела личност, депресивните луѓе можат да ве извадат од такт и да ве депримираат, а дружењето со нив може негативно да влијае на психата, открили истражувањата на научниците од Универзитетот во Индијана. Негативното опкружување ги доведува луѓето во состојба наречена когнитивна ранливост, објаснуваат научниците. Значи, ако имате депресивна личност околу себе и вие за период од пола година би можеле да паднете во депресија. Она што може да ве излече е позитивното опкружување кое ќе ве натера позитивно да размислувате, смета истражувачот Гералд Хайлфелд.